Денешната пресконференција се однесува на изјавите кои што ги слушнавме од господинот Зоран Заев пред Собранието на Република Македонија. Речиси 2 недели по изборите, кога цел народ и сите граѓани ги знаат изборните резултати и фактот дека Социјалдемократскиот сојуз доби помалку гласови, а ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија освои поголем број на гласови, господинот Зоран Заев се уште се обидува да манипулира со изборните резултати. Не дека господинот Заев не знае кој победи, а кој ги изгуби овие избори, тој многу добро знае, но предпоставуваме дека некој одгоре, како што тој комуницира во своите СМС пораки, му наложил така да се однесува. И тоа што се повикува на некаков црн 24 декември, на некои поранешни кризни ситуации, само е показател дека целта на господинот Заев е со своето действување да продолжи да ја одржува во живот кризата во Република Македонија која што тој ја создаде. Донекаде и го разбираме, затоа што има потреба на неговите соработници, на кои им ветуваше победа, да ги држи во кохезија и тој пораз да им го представува како победа. Истовремено, сметаме дека има потреба и за внатрепартиска консолидација, ако се повикува на некои минати датуми во кои што пратеничките групи на СДСМ биле дел од некои кризни сценарија. Но политиките на креирање на кризи и на деструкција и пазарање со националните интереси завршија на изборите на 11 декември. Господинот Зоран Заев, кој што често и лаже со кого се сретнал, дали со амбасадор, или со конзул, или со некој друг дипломат, кога треба да одбегне судско рочиште, доби силен одговор од 455.000 македонски граѓани, гласачи, со прочистен избирачки список, верификувани од Државната изборна комисија, и тој пораз на Социјалдемократскиот сојуз ќе биде прокнижен и како негов политички неуспех, затоа што луѓето не сакаат да ги води аболициран криминалец. Тоа што аболицираниот Зоран Заев се обидува да го спроведе во моментов е истото сценарио од пред 2,5 години. А тоа значи насилно превземање на власта без признавање на волјата на народот и доаѓање до функциите по секоја цена. Се обидуваат и со некои прегласувања да изманипулираат или да создадат услови за фалсификување на волјата на народот, но ВМРО-ДПМН е сигурна дека и народот во Теарце, без разлика на нашиот официјален политички став, е позрел од господинот Заев и ќе го победи и таму каде што треба да се прегласува. ВМРО-ДПМН му порачува на аболицираниот Зоран Заев. Крајно време е да ги прифатиш изборните резултати. Народот те слушна, народот те прочита и народот те порази. Не мораш да му честиташ на ВМРО-ДПМН, ако тоа за тебе представува личен пораз, но господине Заев, бидете доблесен и честитајте му на македонскиот граѓанин, кој што достоинствено гласаше и направи достоинствена победа. Крајно време е да престане господинот Заев да сее раздор и конфликти помеѓу македонците, затоа што мнозинството македонци ја донесува својата изборна одлука и таа мора сите да ја почитуваме. ВМРО-ДПМН пред граѓаните излезе со своја платформа, со своја програма и со своји ставови за економските и националните прашања. Ќе се држиме до нашите ветувања, тоа е нашиот мандат и нема да отстапиме ниту милиметар од државните интереси на Република Македонија. Немаме резервна татковина и затоа сметаме дека Република Македонија е земјата која што треба да ја почитуваме и да работиме за нејзин напредок и стабилност.